малку се црни предвидувањето, меѓутоа има излезни решенија. Првото е многу внимание околу конципирање на сите тие огласи кога се станува збор за набавка на пшеница од надвор, а не од Македонија за жал. Тука прво треба да се интервенира во законот за работење на Агенцијата за стокови резерви, кога ќе треба да биде првиот лот на продажба на пшеницата и таа да биде условена со испорака, не со плаќање, туку со испорака на домашна пшеница според карактеристиките на автохтоната македонска пшеница. Второ, исто така од надвор што се носи пшеницата, таа треба да биде со соодветни карактеристики, без особени отстапувања и со квалитет кој што ќе гарантира дека ќе ги задоволи потребите за квалитет, ама и потребите на пазарот. Од таа страна тука е надлежно задолжено министерството, имаме заменик министерот тука со нас. Има инструменти во министерството и стручни луѓе во секторите кои што може да одговорат на предизвиците. Прво е овој закон да се измени. Доколку не може министерството, можеме ние да предложиме. Мислам дека предложиме закон за измена на законот за работење на Агенцијата за стокови резерви како клучен фактор во менаџирањето со откупот на пшеницата околу брашното, конкретно со овие бандероли, ние сакале не сакале, тие мораме да го кинеме. Може би станува збори за, како да кажам, отпор во самите вработени во секторот околу таа работа, заради тоа што прво ние кршиме договори кои што ги имаме подпишано, второ се создава нервоза околу издавањето, а трето, кога веќе станува збор за брашно и тоа според спецификација со содржина на пепел, со сите оние квалитетни состојки кои што треба да ги има, може да биде условено за да биде, како да кажам, да не представува конкуренција на домашното производство, затоа што прво нормално дека е приоритетно домашното производство, ако можеме да го направиме тоа да биде економично, што значи да ги намалиме трошоците, да се задржи цената, да има поголема разлика во цена, со што би можеле да бидат задоволни земјоделците. Втората работа е домашните млинови да го преработуваат домашното производство на домашна пшеница во домашно брашно, а не тоа да го правиме со увезена, може увезена во исклучителни ситуации, кога треба да се подобри квалитетот на брашното со поквалитетна пшеница, па да се увезува, например, или од Војводина, или од Славонија, или од Унгарија. Тие се три земји од кои што ние увезуваме пшеница, од друго место не увезуваме и, како да кажам, повеќе соработка со земјоделците, за да може да се надминат хипотетички кризите кои што би се случиле. Сега, ние можеме да предпоставиме како ќе се развива целата ситуација. Може би ќе биде и полошо, може би ќе биде и подобро. Ако видиме дека се влошуваат состојбите, тогаш и комисијата ќе интервенира со еден добронамерен предлог на одреден закон или со совет и така натаму. Ако се има слух за тој предлог, ворете, ако не, тогаш што можеме да направиме? Секој си ја сноси одговорноста за предложените закони и за спроведување на политиките. Земјоделството е таква материја да секојаш бара предпазливост. Пред малку разговаравме за три елементи кои што се клучни во министерството, односно во ресорот, така и понатаму ќе остане. Еве, сега и со пшеницата. Благодарам, дали има уште некој да се пријави за збор? Ама ве молам кратко, затоа што ни е времето ограничено. Поверете, Златко Пенков.